Добре дојдовте на новото предавање од видеата за ниво А2 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ова предавање ќе биде за сложенки во германскиот јазик и ќе биде поделено на делови. Пред да започнеме, дадете ни поддршка со subscribe на YouTube каналот и следете не на Instagram, каде објавуваме кога имаме снимање на нови видеа. Ова предавање, како што кажавме, ќе биде за сложенки во германскиот јазик или die Deutschen Komposita. Сложенки во германскиот јазик можат да бидат композита nomen или сложенки именки, потоа композита adjektiven или придавки, композита verben, сложенки глаголи, а како подтипови ќе сретнеме тип дериват и тип Verbindung или спој. Во ова видео ќе учиме за сложенки именки. За почеток да кажеме што се тоа сложенки. Сложенките се зборови кои можат да бидат именки, придавки или глаголи кои се добиени од друг збор. А другиот збор исто може да биде именка, придавка или глагол. Какви типови на сложенки постојат во германскиот јазик? Како што кажавме пред кратко време, може да бидат сложенки именки, сложенки придавки и сложенки глаголи. Какви подтипови на сложенки постојат во германскиот јазик? Именки или придавки изведени од друга именка, глагол или придавка. И другиот тип именки, придавки или глаголи кои се добиени со спој на друга именка, глагол или придавка. Да видиме по еден пример. Во левата табела ќе имаме сложенка именка, а во десната табела сложенка придавка. Например, од глаголот fahren, што значи вози, сложенка именка би било фара или возач. А од глаголот heilen, кој значи лекува, како сложенка придавка би било heilbar или лековито. Во ова предавање ќе објасниме подетално за дикомпозита nomen. Какви типови на сложенки именки постојат? Тип дериват, односно именки, кои се изведени од други глаголи, придавки или од друга именка, и тип Verbindung, кои се именки формирани со спој на именка со глагол, именка со придавка или две или повеќе именки. Тип дериват се тип на сложенки именки изведени од други глаголи, придавки или други именки. Се формираат на начин што се додаваат одредени суфикси на некои зборови за да станат сложенки именки. Да видиме по еден пример од трите типови. Глаголот meinen, што значи мисли, ако го претвориме во сложенка или односно сложенка именка, би се кажало Meinung или мислење. Во овој случај го додаваме суфиксот ung. Придавката tätig или активен, како сложенка именка, би било Tätigkeit или активност,
Во овој случај суфиксот е кајт. И кога од именка сакаме да добиеме сложенка именка, например кунст или уметност, ја претвораме во кунстла или уметник. Во овој случај суфиксот е ер. Кои суфикси се додаваат на зборовите за да станат сложенки? Има голем број на суфикси, зависно од типот на сложенката. Дали е дериват или спој. И зависно од тоа дали сложенката потекнува од именка, придавка или глагол. Некои од суфиксите кои најчесто се користат се унг, хајт, кајт, лајн, еа, леа, е, хен и ин. Да видиме примери за секој од овие типови. Ке започнеме со суфиксот унг. Од глагол претворање во сложенка именка. Ерклерен објаснува, ерклерунг објаснение. Грунден или основа, грундунг основање. Вонен живее, како именка сложенка, вонунг или живеалиште. Цален плаќа, цалунг наплата. Режирен владее, режирунг влада. Имфен се вакцинира, импфунг вакцинација. Дроен се заканува, дрохунг заканување. Бедојтен значи, бедојтунг значење. Фербесерн подобрува, фербесерунг подобрување. Орднен средува или уредува, како сложенка би се кажало орднунг или ред. Ерфинден пронаоѓа, ерфиндунг пронајдок. И последен пример од овај суфикс, ерлајхтерн олеснува, ерлајхтерунг олеснување. Следен суфикс, суфиксот еа, исто од глагол ќе претвориме во сложенка именка. Глаголот фарен вози, како именка би бил фара или возач. Лерен обучува, лера наставник. Танцен танцува, тенца танчер. Лезен чита, леза читател. Феркауфен продава, феркојфа продавач. Финден, кој има повеќе значења, но во случајот наоѓа, финда наоѓач. Шрајбен пишува, шрајба писар. Цајген покажува и цајга показател. Реден разговара, редна говорник. Друкен притиска и друка притискач. Кулен лади или освежува, како сложенка куля ладилник. Продолжуваме со следниот суфикс. Суфиксот е, за кој ќе кажеме примери на претворање од глагол во сложенка именка и
од придавка во сложенка именка. Например, глаголот битен замолува, како сложенка именка би било бите или молба. Лиген лежи, лиѓе лежалка. Вашен мие или пери и веше алишта или постелнина. Шпрехен зборува, како именка шпрахе, што значи говор или јазик. И либен сака или љуби, либе љубов. Во долната табела од придавката на или блиско не е близина. Ланг долго, ленге должина. Гут или добро, гуте добрина. Блас или блед, блезе бледило. И последен пример лип, што значи мил, драг или љубен, како сложенка именка либе или љубов. Следен суфикс за формирање на сложенки именки, суфиксот хајт. Од придавка ќе претвораме во сложенка именка. Фрај или слободен, фрајхајт слобода. Кранк или болен, кранкхајт болест. Гезунд здрав, гезундхајт здравје. Шön или убав, шönхајт убавина. Меа повеќе, меахајт мнозинство. Менш или човек, меншхајт човештво. Кла или јасно, клаахајт јасност или бистрина. Ехт автентично, ехтхајт автентичност. Потоа ајн или едно, ајнхајт единство. Фајн прецизно, фајнхајт финеса. Христен христијанско и христенхајт христијанство. Зиха сигурно и зихахајт сигурност. Продолжуваме со сличен суфикс кајт, а потоа ќе кажеме која е разликата меѓу хајт и кајт. Од придавка во сложенка именка мөглих или можно се претвора во мөглихкајт или можност. Евих вечен, евихкајт вечност. Фрөлих или весел, фрөлихкајт веселост. Абхенгих зависен, абхенгихкајт зависност. Флюсик или течно, флюцикајт течност. Тетих активен, тетихкајт активност. Потоа höflich, учтив, höflichkeit, учтивост. Aufmerksam, внимателен, Aufmerksamkeit, внимателност. Schwierig, тешко, Schwierigkeit, тешкотија. Traurig, тажен, Traurigkeit, тага. Sparsam, штедлив и Sparsamkeit, штедливост. И како последен пример, freundlich или пријателски, љубезен. Како сложенка именка би се кажало Freundlichkeit, љубезност. А сега да кажеме која е разликата меѓу хајт и кајт. Наставката хајт се користи во сложенки после буквите ЦХ, Н, Ерн, Т и слично
а наставката кајт се користи во сложенки после буквите L, R, Ik, Иш, Лих, Зам, Бар и така натаму. Да видиме примери. Менш, човек, меншхајт, човештво. Во овој случај имаме CH на крајот на придавката, според тоа се добива наставката хајт. Геласен или опуштен, гелазенхајт, опуштеност. Шухтен, страмежлив, шухтенхајт, страмежливост. Verliebt, заљубен, verliebtheit, влюбеност. Eitel, суетен, eitelkeit, суета. Во овој случај имаме кајт, бидејќи придавката ни завршува на L. Бита, горчливо, битакајт, горчина. Швирих, тешко, швирихкајт, тешкотија. Штурих, тврдоглав, штурихкајт, тврдоглавост. Möglich или можно и Möglichkeit, можност. Gemeinsam или заедничко, Gemeinsamkeit, заедништво. И dankbar или благодарен, Dankbarkeit, благодарност. А сега продолжуваме со останатите суфикси или суфиксот е, каде имаме претворање од именка во сложенка именка. Зиг или победа, зига, победник. Математик, математика, математика, математичар. Музик или музика, музика, музикар, музичар. Айзенбан или железница, айзенбана, железничар. Шуле или училиште, шуля, ученик. Танц или танц, тенца, танчер. Лирик или лирика, лирика, лиричар. Следно тринк или пијалок, тринка, пијаница. Шпил или игра, шпиля или играч. Лере или наука, како сложенка би било лера или наставник. И арбајт или работа, како сложенка би било арбајта или работник. Следен суфикс лер, да прочитаме некои примери. Именката Wissenschaft или наука, како сложенка именка би било Wissenschaftler или научник. Kunst, уметност, Kunstler, уметник. Muttersprach или мајчин јазик, Muttersprachler, мајчин говорник. Sport, Sportler. Sattel, Sattler. Betteln, Bettler. Ausflug, Ausflugler. Feminismus. Frauenrechtler, Feminist. Freiberuf, хонорарска работа. Freiberufler, хонорарски работник. И фус или стапало, како сложенка, Tausendfüßler или стоногалка. Следен суфикс, суфиксот in. Наставката in во сложенките најчесто се користи при промена на именката од машки во женски род. Например, Schüler, Schülerin,
ученик и ученичка. Нахбар, сосед, нахбарин, соседка. Зенга, пејач, зенгерин, пејачка. Потоа ацт или доктор, ецтин, докторка. Лера или наставник, лерерин, наставничка. Фројнд или пријател, фројндин, пријателка. Дихта, поет, дихтерин, поетка. Професор, професор, професорин, професорка. Потоа апотекер, аптекар, како сложенка, апотекерин, аптекарка. И последен пример, шеф, исто шеф, се претвора во шефин или шефица. Следен суфикс, хен, од именка во сложенка именка. Тиш, маса, тишен, масичка. Бет или кревет, бетхен, креветче. Хаус или куќа, хојсен, кукичка. Брод или леп, бродхен, лепче. Мантел, капут, ментелхен, капутче. Следно, ворт, збор, вртхен, зборче. Блуме или цвеќе, блумхен, цвеќенца. Бриф или писмо, како сложенка брифхен, писменце. Маус или глушец, мојсчен, глувче. Медел или девојка, во медхен или девојче. Арм или рака, еремхен, раче. Ладен, продавница, летхен, продавниче. Сличен суфикс, односно суфикс со слично значење, суфиксот лайн. Флаше или шише, флешлайн, шишенце. Штат или град, штетлайн, градче. Бух, книга, бухлайн, книшка или брошура. Тиш, маса, тишлайн, масичка. Ауге, око, еуглайн, окце. Фрау, господја, фројлайн, господица. Бруда или брат, брудалайн, братче. Швеста, сестра, швесталайн, сестричка. Кирхе или црква, како сложенка би било кирхлайн, црквиче. Тух или марама, тухлайн, марамче. Фланце, растение, фленцлайн, мало растение. И ринг, прстен, во ринглайн, прстенче. Како што кажавме, има сличности меѓу суфиксот хен и лайн, и тоа кои се нивните разлики. Наставките хен и лайн во сложенките се користат при изразување на деминутив. Како што видовме, например, маса во масичка. Наставката хен се користи при зборување на стандарден или литературен германски јазик, а наставката лайн се користи повеќе при зборување во Јужна Германија. Наставката лайн се користи во сложенки после буквите ЦХ, Г, Е и слично. Например, бух, книга, бухлайн, книшка или брошура.
Кирхе, църква, Kirchlein, църквиче и Ring, во Ringlein, пръстенче. А сега продолжуваме со вториот дел на сложенки именки, односно вториот подтип, а тоа е Verbindung. Веќе знаеме кои се подтиповите на сложенки именки. Тип Verbindung е тип на сложенка именка кој се формиран со спој на именка со глагол, именка со придавка или именка со друга именка. Се формираат со спој на два или повеќе зборови, со што се добива долг збор на германски јазик. Да видиме по еден пример. Глаголот schreiben, пишува, плюс именката Tisch, како сложенка се добива Schreibtisch или работна маса. Придавката Super или супер, плюс именката Idee или идеја, се добива сложенка Super Idee или супер идеја. Именката радио плюс именката зенда или предавател, како сложенка именка добиваме радиозенда или радиопредавател. Бидејќи спојуваме два или повеќе зборови, новата добиена сложенка треба да содржи род. Кој род го содржи сложенката при спој? При спој на именка плюс глагол, сложенката секогаш го содржи родот на именката. Например, fahren плюс das Rad добиваме das Fahrrad или велосипед во среден род, односно како што е била именката. При спој на именка плюс придавка, сложенката секогаш го содржи родот на именката. Например, Deutsch, германска, das Buch книга, добиваме сложенка das Deutschbuch, германска книга. Сложенката и тука го содржи родот на именката. А при спој на именка плюс именка или 3, 4, 5 именки се добива сложенка која го содржи родот на секогаш последната именка. Да видиме неколку примери. Das Haus, куќа, die Nummer, број, добиваме die Hausnummer или куќен број. Значи се добива родот на втората именка. Das Auto и der Fahrer, der Autofahrer, шофер на автомобил. И das Land со die Karte, die Landkarte, географска карта. Што друго може да содржи сложенката, освен глагол, именка или придавка? Често може да содржи букви за спојување. N, N, E, N, S, S и слично. Да видиме некој пример. Das Schwein и das Fleisch добиваме das Schweinefleisch. Во овој случај плюс буквата E. Das Jahr и die Zeit добиваме die Jahreszeit. Во овој случај како додаток S. Die Geburt и der Tag, der Geburtstag или роден ден, имаме додаток на буквата С. Die Sonne или сонце, die Brille, очила, die Sonnenbrille, очила за сонце. Во овој случај имаме додатна буква Н меѓу двете именки. И die Orange, der Saft, der Orangensaft,
исто додаток буква Н. А сега да прочитаме по некој пример и од овој подтип на сложенки именки. Во првата табела глагол плюс именка. Фарен вози, das Rad тркало, das Fahrrad или велосипед. Kaufen купува, das Haus куќа, das Kaufhaus стоковна куќа. Fallen или паднува, die Tür врата, die Falltür или врата на подот. Schwenken мафта, die Tür врата, die Schwenktür врата со вртење. Waschen мие или пери, die Maschine машина, die Waschmaschine машина за перење. Wohnen или живее, das Zimmer соба, das Wohnzimmer дневна соба. Fahren и der Gast, der Fahrgast патник. Kühlen или лади, der Schrank шифонер, der Kühlschrank фрижидер. Продолжуваме со примерите, каде имаме спој на придавка и именка. Frei или слободно, die Zeit време, die Freizeit слободно време. Hoch високо, das Haus куќа, das Hochhaus висококатница. Groß големо, die Eltern родители, die Großeltern стари родители или баба и дедо. Vorderre предно, die Tür врата, die Vordertür предна врата. Допел или дупло, die Tür исто врата, die Doppeltür дупла врата. Hoch високо, die Leistung капацитет, die Hochleistung висок перформанс. Следен пример, шпет или доцна, die Schicht смена, die Spätschicht доцна смена. И fein или прецизно, der Schmecker гурман, der Feinschmecker дегустатор. А сега да прочитаме неколку примери, каде имаме добивање на сложенка од две именки. Der Regen, дожд, der Mantel, мантил, der Regenmantel, мантил за дожд. Die Hand или рака, das Tuch, марама, das Handtuch, крпа за раце. Die Schule, die Tasche, die Schultasche. Die Arbeit, das Zimmer, das Arbeitszimmer, работна соба. Die Sonne и die Brille, добиваме die Sonnenbrille, очила за сонце. Der Abend, вечер, и das Essen, јадење, das Abendessen, вечера. Die Sprache, јазик, die Schule, училиште, die Sprachschule, училиште за јазици. Das Kleid, фустан, der Schrank, орман, der Kleiderschrank, шифонер. За крај, да прочитаме сложенки кои се добиени од повеќе зборови. Der Fuß, нога, der Ball, топка, das Stadion, стадион. Како сложенка имаме das Fußballstadion, фудбалски стадион. Во овој случај, родот се добива од последниот збор во случајов стадион.
вонен или живее, das Zimmer, соба, die Tür, врата, die Wohnzimmertür, врата от дневна соба. Hoch, die Zeit, das Kleid, das Hochzeitskleid. Haupt или главно, die Bahn, пруга, der Hof, двор, der Hauptbahnhof, главна железничка станица. Das Weihnachten или Божич, der Baum, дърво, das Licht, светло, die Ketten, синджир. Како сложенка од 4 зборови добиваме die Weihnachtsbaum Lichterketten, Божикна елка со сјалички. Тоа беше се за сложенки именки, а сега да направиме мала вежба за крај. Die Arbeit, работа, плюс der Platz, место. Како би била сложенката работно место и обрнете внимание на родот. Der Arbeitsplatz. Следна вежба, die Kinder и der Wunsch. Der Kinderwunsch. Детска желба. Die Birnen или круши плюс der Baum, дрво. Der Birnenbaum. Das Haus и die Tür. Die Haustür. Се надеваме дека дадовме доволен број на примери поврзани со сложенките и дека ви се допадна видеото. Освен што научивме сложенки, научивме и голем број на нови зборови. Очекувајте го вториот дел од предавањето за сложенки за брзо време. И не заборавајте да ни дадете поддршка со лајк и субскрајб. Ви благодариме на вниманието.